Хелсиншкиот комитет и Сдруженијето Гласен текстилец се скептици за новата минимална плата. Сметаат дека таа мерка нема да има никаков ефект доколку и понатаму остане членот кој дозволува плата по учинок, поради што од Гласен текстилец веќе одржале средба со Министерката за труд и социјална политика, каде интервенирале тоа да се промени. Во врска покачувањето на минималната плата, каде нашиот став се уште е ист дека доколку тој член од Законот за минимална плата кој вели исполнет нормиран учинок не се избрише од членот од законот, минималната плата ќе продолжат работодавачите да манипулираат и да исплаќаат помала плата од минималната. Во меѓувреме во истражување во рамките на проектот наречен правно заекнување на текстилните работнички за самозастапување, 295 работници пријавиле прекрашување на работничките права преку интернет кај Хелсиншкиот комитет за човекови права и Сдруженијето Гласен текстилец. 197 од нив се пожалиле на неисплатени плати и придонеси, 63 за неисплатени работни празници и неработни денови, 14 за неисплатен регрес за годишен одмор, исто колку и за исплата на плата на рака, 11 за незаконско прекинување на работниот однос, а 10 за нерегулиран работен однос. Резултатите покажа поразителна ситуација. Прашањата беа за непријавени повреди на работно место, за враќање на К15 на работодавачите, неисплатена прековремена работа или за време на празник и дали го користат во целост годишниот одмор законски според колективниот договор. Во рамките на проектот биле одржани едукативни средби во 5 општини од Истокот, каде било стапено во контакт со околу 180 текстилни работнички, а средбите имале за цел да ја разбудат свеста кај нив дека освен работничките, им се прекршуваат и правата како жени, утврдени со Меѓународната конвенција за човекови права. Морам да потенцирам дека основата на самиот проект не е само заштита на текстилните работници, туку во фокусот е жената, која што сметаме дека представува двојна жртва, прва поради фактот што е жена, што е дискриминирана поради тоа што е жена, а второт бидејќи текстилна работничка. Хелсиншкиот комитет за човекови права во изминатава година утврдил и случаи на физичко насилство и сексуално вознемирување во текстилната индустрија, за кои работничките кои во голема мера ги издржуваат своите семејства се принудени да молчат. Дека правата можат да им се подобрат веруваат сите текстилни работници, а најголем дел од нив веруваат дека тоа би се случило преку синдикално организирање. Беше поставено дали сметаат дека преку синдикат предводен токму од работниците дека би се подобрили условите и ситуацијата на нивното работно место, каде што 75% се изјасниле дека би се подобриле. Меѓутоа, синдикат сега за сега има интерес, значи работничките веќе сами сакаат да се организираат, но ќе видиме. Сепак таа идеја треба да произлезе токму од нив. Сепак текстилните работници тешко се одлучуваат за синдикално организирање, со оглед на утврдените лоши работнички права. Храброста за синдикат ја убива стравот од реперкусии врз работното место. Токму ниските плати и нестабилното работно место, најголемиот дел од текстилните работнички ги става во ситуација да го стават опстанокот пред човечкото достоинство.